Апасиев, младо момче, какаш. Апасиев, младо момче, какаш. Сите сме во исчекување на аналниот напад на партијата Певица, насочен кон мицковизмот, кон мицковистите. Сите сме во исчекување на тој чин, на тој анален ритуал, да видиме како ќе изгледа тоа испосерување на мицковистите. И сите за тоа збориме 2 дена. Каде ќе се, како тоа ќе се организира, каде, групно ли ќе биде, поединечно ли ќе биде. И никој не им текна да ги праша луѓево од Певица: добро бе, а тоалет хартија имате ли? Оти, ако тргнеш еден таков анален ритуал, анален напад, ти без тоалет, значи мора да обезбедите ролни тоалет у доволен број. Оти не е после фино така обсрани чисти гаќи да облече. Ако сте облекле претходно чисти гаќи. Ако ви биле од претходно валкани, тогаш и не мора ни да ги се облакате, што се со шпакла или да ги ваде. Не е битно. Така да, само една работа сакам да кажам, што е невкусно, невкусно е таа кампања, но само сакам една работа, вака малце филозофска да ја кажам. Кој за гомно како оружје се фаќа, од гомно и гине. Тоа е парафраза на она кој за меч ќе се фати, од меч и гине, кој за пиштол ќе се фати, од пиштол. Е така да кој за гомно како оружје ќе се фати, од гомно и гине. Као што реков, така се природните закони. Као што е пример рецимо гравитацијата, како што е брзината на светлината, така и ова е исто. Значи не пишано правило. Пробаш ли некого да удриш со гомно, од гомно ќе загинеш. И не мора тоа нужно да е човечко гомно, од кај да знам, може некој слон од балкон ќе ти се посере на глава. Говно од слон да ти се посере на глава. Дури да не добиеш фатален потрес на мозокот, ќе сугушиш додека испливаш, тоа ќе те покрие додека ти испливаш. Освен ако на време немате некоја спасувачи екипови од лавини што излекуваат, ама и од слоновски гомна што ќе биде. Значи, може, постои веројатност слон од балкон да ти се посере. Помала веројатност е, пример така, користиш анален речник кога напаѓаш анално во политика, кога го користиш дебелот од црево како оружје у политика, како главно оружје у политика. У тој случај може да ти се деси и помалце веројатната приказна, дека ќе загинеш од говно. Ама од слон што лета, не од балкон, него лета слон. Тоа е помалце веројатна, има помалку веројатност да ти се случи. Ама како и да е, гомното ќе те најде. Не можеш да се шлепаш цело време на анален пиар и такви мити работи. Види, тоа мене ми стои, ја дури и вака анално да дебатирам, да вака по Facebook, да давам изјави, да правам видео. Мене дури ми стои малце тоа, мада и на годиниве не ми стои. Ама ајде ми стои, пошто ова слободен мене, знаете, Facebook, од мене никој не зависи, значи не стојат зад мене партија, група граѓани, не знам движење, не знам држава, не стои никој. Јас можам да си дозволам и тој луксус. Знаеш, анално да се изражам. Али види, кога си у политика и кога треба да видиш некој пример да дадеш за себе, за партијата, етички, еден пример джентлменски, дека имаш господство одредено, благородништво, знаеш, анално да настап, баш кај вие се заебани, овие ВМРО, анално ако ги нападнеш. Се комити се тоа, војводи. И ти сега на војвода анално го напаѓаш. Ти го искине грзот, само чека момент. Нема заебанци со тоа војводите, ти горе у планина на времето, турски аскер ги брка со месеци, шо правеле горе, бе? Кој им доаѓал горе? Ама така, некој анално ако ќе ги нападне и грзон јапанско знаме ќе му го направи. Но на црвено ношу усреди. Ој што сега да кажам. Да, мислам поентата ми ја свативте. Значи, не заборавајте. Кој за гомно како оружје се фати? Од гомно и гине. Не го заборавајте. Ова е стварно природен закон.
тоалет, ако ви фали, еве го, сите чекаме да го видиме тој свет чин. Ето, ако ќе земат сите, ако земат, леле, мајко мила, шо ќе се претвори кампањава ако стварно решат да му се испостерат на мицковизм? Па тоа вре ќе смрди до Шри Ланка, до Сиера Леоне ќе смрди. Знаеш, овие на лево што се засадени, да не кажам левичари, и решат ли да се испосерат? Само треба кога се сера да размишлаат во кој правец дува ветерот. Да не има многу јак ветер од десно, па да ги запрска тоа све. Не е битно, јас забегав со ова анално во моје излагање. Види, анални типови, тоа се посебен тип на типови карактери. Анален тип, тоа му доаѓа као негде закочено одредена фаза на инфантилниот на развојот, негде во инфантилното доба му доаѓа закочен со блага наклоност, со благи хомосексуални наклонетости. Јас сега не ме гледајте сега мене, а некад можам ја анално да се изразувам. Треба му гзот ова, гзот она. Значи дека јас сум хомосексуално наклонет. Само значи дека сум заглавен у анална фаза. Ама башка мене ми се може, ми се просто јас сум глумец, башка не сум, нели, како што ви реков, шеф на партија, не сум ова, не сум левичар, не сум, може некад сум имал леви сваќања, кога сум имал 25-26 години. Нормално е на 25-26 години да имаш леви сваќања. На лево да си малце овако. Ама не е нормално после 40 да гаиш леви сваќања. Треба да си малце шушнат, што би рекла една пријателка. А ја би рекол шлакнат, швркнат. Како и да е. Ќе ве подсетам, Черчил имаше една таква убава реченица, вика, ако до 30 година, вика, си лев, си либерален, значи дека имаш срце. Ако и после 35 останеш таков, значи си будала, така. Черчил вика, жава Черчил, претарно го. Немојте да го слушате сега Черчил. Него го гледав овој модуларниот шеф на партија. Значи стварно е пожар кој ќе го видам. На говор, на говорница. Пожар е на говорница, бе. Тоа позади наредил едни згодни цури, позади него едни така Джоа од Инстаграм тоа. А јас знаете, Инстаграм го рачунам као каталог за проститутки у принцип. Ама нема везе, мене не мора да ме слушате, не мора да сум управо. И така ги наредил позади него. Такви све, да речеш, види го. Уствари никој не гледа у овој, како се вика, шефов на партија, што сакам да ви, за кој што ви кажувам. Сите гледаат у нив. И ја ги гледам исто, и викам, ама добро, ја малци у овој гледам и у шефов, викам, добро бе, ги онадили овој, или само така ги стал да се слика. Знаеш, мистерија ми остана тоа, од неговиот говор. Мислам, ја внимателно го слушав неговиот говор, главна мистерија ми остана дали ги клецкал овие позади него што ги наместил, или не ги клецкал. Добро, тоа и ќе ми остане мистерија, не е важно. Пошто знам кого клецкаше за време на говорот. Тоа многу добро знам, кого го клецкаше. Овие може позади не ги клецкал, овие што ги намести овие старлети или што и да се. Партиски цуци, појма немам како ги викаат таму. Јас знам кого клецкаше за време на говорот. Нас не клецкаше. Ние сите што го гледавме говор и што го слушавме неговиот говор, кај беше таму Штип, мислам дека беше кандидат имаше таму. Мислам овој шефов на партија, овој модуларниот. Пожарановски. Така се вика овој шефов на таа партија. Модуларчо Пожарановски. Има тетовско подобно. Некој ми завони. Ама да продолжам, ова што сакам да кажам. И знам, чекај ова да видам ова говново. Ете, па. Кој ги ми позволи, некој одма ми се прекинуе све. Се кочи. И овој модуларчо Пожарановски, шефов на оваа партија, овој Штип, што имаше оваа митинг. Значи, нас не клецаше 100%. Знаете колку е... знаете што? Види, таа партија имало шефови, председатели на таа партија што те клецале? Ајде! Аман, ќе се јавам!
Види, ме прекинуваат излагање. Цело време ми звони. Имала таа партија шефови на партија порано? И ти си знаел дека те клеца. Знаеш онека дека те клеца, ама убаво ти е нека. Тако беше на пример ној Бранко Црвенковски. Знаеш дека тебе ама убаво бе ти е. А вие после тоа што им дода све. Значи те ебат редовно, сите не ебеле од СДС, и после него што бе. А само е проблем што тебе не ти е убаво. Знаеш, све знаеш, те ама не ти е убаво. Сега зашто сме седеле да не ебат? Сега исто така и па не клеца. Само што забора една работа. Ало, вие од оваа партијава, ова на модуларниве, овие ваквиве болници на летање, на летачиве на магариња, на таквите работи, партијаве што сте, треба да знаете, овој пат сте се заебале народот, не смеете да играте на картата на амнезија на народот. Народот веќе не заборава последното ваше владење. Не го заборава, не знам како да го ебеш, нема да забори. Од Сенегал, од Уганда и од Габон, најјаките ебачи да ги викнеш, нема и толку убаво да ни биде, нема да забораваме како владеевте последен пат. Значи пази, друже председниче партија, социјалдемократа. Значи не можеш да кажеш реченица од типот на ВМРО е најлошата партија во историјата. А што мислиш, ние имаме овој 2 IQ како златна рибка? Па заборавивме како владеевте и која беше најлошата, убедливо, најнеспособната партија во историјата, не само на Македонија од осамостојавањето до денес, туку и тие претходно гарнитури што беа на комунистичката партија од 45-та навак. Немојте така да не клецате. Не со тие куршуми. Тресна и остана жив, шефов, нема што да каже друго. Пошто каже уште нешто, вика народот, добар бил народот, добар, нашиот народ добар, трпел. Ме заебаваш. Ме заебаваш. Одеднаш ви текна на народот. На вас. Социјалдемократ, ви текна дека народ имате у држава. Како ви текна, бе? Дали е могуче дека ви текна дека имате народ? Па добар бил напан, добар ви е, супер ви е, добар е народот кога сте ви опозиција. Најдобар ви е кој треба да дае глас за вас. Топе. Само шистиот момент кој ќе дојдете на власт, тој народ го множите со нула. Имено, како светол пример во ова моје тврдење, можам да го истакнам примерот со референдумот и референдумското праш и со референдумот. Да, за промена на името. Со народот гзот го избришавте. Знаете како си викавте меѓу себе како зборете? Кој ги е, кој ги е, дај тука ова да го направиме, ајде. Ама народот ќе вика, вика, осте, ние ќе владееме 20 години со ова, со промена на име, ќе имаме поддршку наредни 40 години од Европа, ВМРО нема шанси да припари на власт. Така ли размишлявте? Овци метилави? Така размишлявте? И ви одеднаш ви текна на народот. На тоа дека е многу скапо, не знам, продавнициве, да бе, скапо е. Ја нон-стоп го зборам тоа. Скапо е, неиздржливо е скапотија за обичниот човек, пошто сум ја обичен човек, ја ги знам цените, ја одам по продавници, по норвешки маркети што се кај нас, овакво. Така да бе, скапо е. Како што беше скапо и во ваше време, во време на корона, кога не затваравте по дома и кога цените рипна у пизду матер. Тогаш ништо не се загрижувавте што е скапо по маркетиве, така? Не се. За скапотијата 100 пати јам кажано дека треба нешто да се направи, не треба, мора нешто да се направи. Но јас зборам или канти тропаат, нема везе. Но само сакам да кажам. И навистина мислите дека ВМРО е најлошата, најнеспособната партија во историјата. Дал сте, на која дрога сте, бе? Кој ви е дилер таму партија? Дајте ми малце од таа дрогата ваша. А не е лошо да почнете на сите да ни делите за да може да ви поверуваме на тоа што го зборите. Дајте на цел народ поделете од таа дрогата и сите кој ќе се појави следниот пут овој Пожарановски, модуларчо, лидеров на партија, за сите уште првиот збор кој ќе го каже да почнеме со акламација, онака да кажеме да, ти веруваме. Нема везе што до крај што ќе збори. Првиот збор да му кажеме готово, купено, ти веруваме, дури не мора ни да завршиш реченицата, ни говорот можеш да си одиш од говорница, све ти веруваме.
Простете ми што ќе бидам анале. Како некои лидери на партија, нели? Да не ги споменувам пак. Ја немам намера да ви испосерам. Не се палам ја на, као се вика тоа, букаке, голден шауер, неќам ни да ви измочам, ни да ве посерам. Тумачни е. Сексот за мене е многу поромантична ствар од какање уста, мочање уста, такви работи. Ама само ќе ви кажам, вие сте говна. Намерно употребам српски збор говна, затоа што некако говно, кој ќе кажеш, некако посочно звучи онака од гомно. Ова е говно. Говно. Дори кој ќе кажеш зборот, само се изобличуваш повеќе, ова гомно, многу потака по пристојно, овака, не мора да изобличуваш фацата кога го изговараш. Значи малце е попристојно за изговор. Ама кој кажеш говно, види каква фаца. Вие сте говна. И такви ќе останете говна. И удајни сте у говна. Само уште не ви текнува дека сте удајни у говна. Говна што сами си ги филувавте. Така да, не сметајте на амнезијата на народот, особено не на македонците, тоест на македонскиот народ. Но таа амнезија не смее да сметате повеќе никогаш. Никогаш повеќе. Така да, може да се деси и вие у овие едниве вашиве ќе загинат од говно. Слон од балкон може да им се посере, голема веројатност, а вие ќе се удаите у говно. Така да судбината вие не баш напарфимисана. Имате не баш не баш парфимисана судбина. Него абе, многу изгледа, јадам говна, не знам колку ме пратите, јас јадам говна. И ме стегна ова зборејќи за говна, за анални работи, за дебели црева. Ќе ме извините, морам да одам по нужда, имам нужда, голема нужда. Чао за ја. Апасиев, младо момче, младо професорче, дали си на Зоќе Заев тројанско конче? Само Апасиев, прашувам. младо момче, Сашо, какаш. Апасиев, младо момче, какаш. Апасиев, младо момче, какаш. Апасиев, младо момче, какаш.